Македонските ракометни суперлигаши промовира нови засилувања за новата сезона. Шампионот Eurofarm Пелистер се засили со повратникот Усама Хосни, репрезентативец на Тунис, кој на македонската ракометна јавност е добро познат, бидејќи десниот бек го носеше дресот на битолскиот клуб во сезона 2022-2023. Хосни е четврто засилување за Eurofarm Пелистер за новата сезона, а во неговиот прв престој во Битола беше клучен играч во освојувањето на титулата за битолскиот суперлигаш после 18 години. По заминувањето од Битола, Хосен настапуваше за Ал Араби од Кувејт. Тимот на Тиквеш од Кавадарци за новата сезона се засили со Данило Осачи, украински куржен напаѓач кој доаѓа од екипата на Усека, а со Тиквеш потпиша 2-годишен договор. Кавадаречкиот суперлигаш гради сериозен тим со високи цели во новата сезона. Новото засилување на Тиквеш започна во Запорожје, играше за Метрополитехна, потоа настапуваше и за Дамбас, а последно настапуваше за Усека во Шпанија. Левото крило Христи Биковски останува во Прилеп и во следната сезона, во која ќе биде и капитен. Биковски беше еден од најдобрите стрелци во тимот на Прилеп, кој е предводен од Божидар Мојсов во претходната сезона. Прилеп заврши на првото место во плей-аутот на Суперлигата и со тоа го обезбеди обстанокот, а во новата сезона најавува повисоки цели. Прилеп мисли на иднината, откако со нов договор го врза Ангел Крстевски, кој во иднина ќе го носи дресот на матичниот Прилеп. Средниот бек стави подпис на 3-годишен договор со Прилеп, а со тоа младиот ракометар ќе има можност за настапи во Суперлигата. Куманово активно работи на засилување на росторот за новата сезона во Суперлигата, а за таа цел е договорен и младиот Благој Христовски како најново засилување, кој доаѓа од младинските категории на Eurofarm Пелистер од Битола. Новото засилување на Куманово игра на бековската позиција. Во следниот период ќе бидат представени уште неколку засилувања. Ново засилување во Куманово е Христијан Крстановски, кој доаѓа од родовите на Металург КРА, а претходно левиот бек настапуваше за Струга и Вардар од Неготино. Крстановски потекнува од Струга, каде ги има поминато сите младински категории, а има настапи во младинските категории на македонската репрезентација. Како што и претходно објави телевизија Емнет, Куманово во новата сезона ќе влезе со поголеми амбиции, откако минатата сезона заврши на второто место во плей-аутот на Суперлигата и го избори обстанокот.